Милијан Донов, бидејќи јас доаѓам како пратеник од 4-та изборна единица од регионот на Струмица, Дојран, Гевгели и така натаму, се осеќам исто така повикан да кажам неколку збора во врска со одбраната на овој закон и да ви реплицирам во одреден дел од вашата дискусија. Не сакам да ви реплицирам во оној политичкиот дел во врска со ситуацијата во Грција, ние да се ја средиме нашата ситуација, Грција нека се ја средуваат нивната ситуација, тоа не е наша работа како македонски пратеници. Јас сакам да зборувам само во делот во врска со тоа колку државата како приходи ќе добие или ќе изгуби со донесувањето на овој предлог закон. Не сакам да го спомнувам името на одредено казино кое што се наоѓа во Гевгелија, меѓутоа истото тоа казино од сигурни извори знам дека минатата недела има исклучено 200 апарати. Тие 200 апарати чинат пари, значи секој месец на државата и носат одреден приход кој што сега државата не го добива. За таа цел се врши намалување и растеретување на собствениците на казината со намалување на давачката од 10%, односно од 420 на 375 евра по еден апарат, се со цел да не продолжи понатамошно исклучување на апаратите. На тој начин, ако го сопреме не исклучувањето на апаратите по казината, не само што ќе го намалиме приходот во државниот буџет, туку го намалуваме и бројот на вработените кои што пак од друга страна се задолжени да ги обслужуваат истите тие апарати. Дали е тоа еден вработен на еден апарат или еден на 5 не е важно, меѓутоа најважно од се е следното. Не е важно од кај доаѓаат газите на тие казина. Важно е дека инвестицијата е во Република Македонија, важно е храната и пијалоците кои што таму се служат се од Република Македонија, важно е дека пари од тие казина се влеваат во буџетот на Република Македонија и важно е што вработените се граѓани на Република Македонија, без разлика дали се од Дојран, Струмица, Гевгелија, Демиркапија, Кочани и така натаму. За истите тие вработени се плаќаат придонеси, врз основ на пензиско или инвалидско осигурување и ред други работи кои што потекнуваат од Законот за работни односи. Така да целта на овој закон е да се помогне на собствениците кои инвестирале во Република Македонија, повторувам, се со цел да не продолжи трендот на исклучување на апарати и се со цел да приходот кој што се остварува во буџетот на Република Македонија остане и понатаму константен. Благодарам.